Добро вечер. Животот е море од бесни далги со кои се судираме насекаде. Бидете среќни и онака светот е доволно тажен и без вашата мака. И запомнете, ниеден животен пат не е сосема непрооден. Почитувани гледачи, ја следите емисијата Позитивни вибрации во редовниот термин 20 часот на фреквенцијата на АТВ телевизија. Ве поканувам да останете со нашата вечерашна интересна тема страст, разум, емоции и дух со нашиот редовен почитуван доктор по филозофски науки господинот Зоран Крстевски. Добро вечер, Зуки. Добро вечер. Како се чувствувате вечерва? Па ете да се обидеме да бидеме активни, позитивни, настојчиви да пренесеме некоја мисла на нашите почитувани гледачи. Вечерва исто подготвивме една интересна тема која што сигурна сум дека нашите почитувани гледачи со нетрпение не очекуваат да започнеме, но пред да започнеме би сакала да ве запрашам дали на мини сајм за книги што ќе се одржи во Сити Мол од 15 до 21 ќе бидат застапени вашите книги. Да, па еве сега од 15 до 21 јуни на мини сајмот на книгата во Сити Мол, на штандот на култура, ќе бидат и моите книги, пред се астролошки патоказ, заштита од злото и негативните вибрации, моќта на умот, моќта на срцето, со привилегирани цени, што се вели. Значи, кој сака може да си ги набави, дури преку 20% попуст за тие книги. Овие другиве три, веќе и повеќето од нив се продадени, така што, еве, нека се обидат да дојдат до овие книги, ќе им користат. Знаете, кој чита, не греши. Тој внесува информација, се надградува себе си. Денеска луѓето можеби немаат многу пари, но за една книга секој може да си дозволи. Месечно по една книга, читаш, се надградуваш, ти останува тоа, па со текот на времето, тоа што си го надградил, сигурно ќе ти користи. Така. Јас нема да должам повеќе, виднаш би започнала со првото прашање за вечерва, а тоа е за страста. Страста има големо значење и голем улога во секој сегмент во животот на човекот. Да се живее без страст, велате, еднакво и да се вегетира. Да се работи без страст е мачење за себе самиот. А да се љуби без страст, велат дека е лицемерие. Па може да ни објасните ви од ваш аспект? Па видете, страста е составен аспект кој што го следи човекот, нешто што ние го носиме во себе си. Тоа е, да речеме, импулс на нагонска енергија која не мотивира кон одредена личност или кон одреден предмет или кон одредено дејствие. Страст да постигнам, страст да успеам, страст да напишам, страст да искреирам, страст да доживам љубов, страст да уживам во љубовта и така натака. Значи мора да има страст, бидејќи преку страста се воспоставија таа акција, активитетот. Значи кога едноставно сме во една апатичност, меланхолија, депресија, тогаш и сме бестрасни, тогаш сме со слаба енергија, немаме еден вид на флуид, на отвореност кон нештото. Затоа човекот мора да размисли за страста, но не за ниската страст. За жал, ниските страсти преовладуваат во последно време, го зафатија човекот и му наметна како да телесните задоволства се најклучни. Но овде зборуваме за страст, за флуидна енергија и за која што пишувале многу автори, еден од нив бил Наполеон Хил. Тој сметал дека многу успешни личности и реализирани личности имале голема страст. Но воедно тој асоцира зашто многумина до 40-тите години потешко го постигнуваат успехот. Вели затоа што се премногу ориентирани кон ниската страст, кон сексуалните задоволства и се претерува. И таа креативна енергија се одлева. Нешто кои што некогаш ги следат и спортистите и затоа тренерите им кажуваат: внимавајте, немојте да бидете додадени на страста, концентрирајте се на надпреварот, ве чека уврската, немојте да излеете својата енергија. Иако имало па и ситуации кога некои тренери им овозможувале на спортистите да доживеат страста, но всушност тогаш може да го преоптоварат телото, да го омлитават. Таа енергија да преиде во друга страна. Но еве познато и во хиндуизмот, посебно се воспоставува тантризмот, тантрички секс, тоа е асоциација, каде што двајца, скоро 30 на дена и повеќе, еден кон друг мируваат, се гледаат, се наблюдуваат, ја шират таа енергија, се во еден медитативен занос, во еден вид на совпаѓање со енергиите, а не во телесно водење љубов. И тогаш кога ќе постигнат одредена екстаза на духовно ниво, тие се сплотуваат и доживуваат огромно задоволство. Што се вели таа кундалини точка, ја реактивираат, воспоставуваат една длабока блискост, кој што од спиритуално ниво. И затоа гледате, страстите не се секојаш телесни атрибути.
Тие дефинитивно дека се во денешно време на живење. Но ние мораме да бараме духовната основа на страста и мора во себе да имаме. Затоа што вие замислете го животот ако страста не ве води. Ако сте пасивни, ако едноставно немате цел, немате визија, значи страст. Затоа говорникот кој ќе излезе на бината и кој што нели ќе пренесе своји сваќања низ призма на страста е многу поуспешен, поубедлив. Овие му веруваат. Отколку некој кој што, така што се вели со повторување на зборови, ќе ги наметне своите тези. Од другата страна, и во животот е многу битно да имаме нешто кон кое ќе се стремиме. Значи да чувствуваме страст или цел или визија. И затоа многу мина навистина постигнале многу висока реализација затоа што имале енергија. Страста е категорија на енергија. Иако еве Фројд ќе каже дека многу непресметливости кај човекот, многу невролошки проблеми дури, многу фрустрации произлегуваат од нереализација на неговиот сексуален живот или од погрешно реализирање. Ако се претера со телесните страсти и наслади, и тоа не е добро, соди во една друга насока. Ја трошиш креативната енергија, се завладеан од телото, а телото секојаш има повеќе и повеќе и ти не управува со себе си, туку со тебе управува нагонот. Нешто кое му се случи на Бил Клинтон. Вие замислете, американски претседател со толкав капацитет на енергија и тој потпадна под страста. Зашто? Бидејќи нагонот е пресилен. Нагонот го победи умот, го победи срцето, го победи духот. И секој ќе видиме, фројдовски гледано, навистина човекот е суштество на нагонот. И затоа се вели ерос или танатос. Тој ерос е многу битен, тој треба да биде реализиран и тој се пројавува, ете, и кај децата од малите години се пројавува, но се пројавува пред се и кај нас, возрастните, и тој има потреба да се биде репрезентативен, да биде пренесен, да биде доживеан. Но ни се една спиритуална основа и затоа кога енергијата се троши на ниво на блискост, на љубов, на поврзаност помеѓу двајца, тогаш таа страст е најсилна. Отколку некогаш кога таа страст е анимална и кога двајца ќе се сретнат и кога тој анимален аспект преовладува и тие еден со друг не може да се одвојат бидејќи страстите се пресилни, премоќни. Еротизмот е пресилен, но знаете, за една врска не е доволен само еротизмот, мора да има и духовна емоционална подлога, односно интелектуална блискост. И тука е онаа грешка која им се случува на младите. Тие водени од тестестеронот, од естрогенот, сметаат дека таа врска, тој однос со таа личност е вистинското и дека тоа вечно ќе трае. Не трае, бидејќи и тестестеронот и естрогенот извршуваат својата функција. Првично, значи, активираат хормонална привлечност, но таа со текот на месеците дури, па и годините опаѓа. И ако ја немаме духовно емоционалната подлога, тогаш врската не успева. Но од другата страна и природата наумила една игра, кај мажот се возбудува окситоцинот. Значи, тој е неуротрансмитер, хормон, кој што потикнува кон гушкање, кон нежност, кон внимание, кон желба, значи да се биде со партнерката. И неретко машките на почетокот на врските, знаете, премногу нежност искажуваат, пишуваат СМС, даваат, подаруваат цвеќе, внимаваат на партнерката, се нежни, помалку така и делумно феминизирани, само заради потребата да ја освојат. Или пак заради тоа што природата наумила, тие преку реактивирањето на тој хормон окситоцин, да бидат што попривлечни за жената. Жената да може да се предаде. Но исто така и природата наумила, кај жената се пробуди естрогенот или тестестеронот и таа да биде сексуално поотворена, за да не проработи рациото. И таа игра на природата пред се наумила спојување помеѓу мажот и жената и на тој начин продолжување на потомството. Иако од старото време е познато, кај мажите било карактеристично да имаат мускули. Знаете, мускулите се поврзани со тестестеронот. И тој мора да биде силен, брз, енергичен, зашто кој ќе излезе од пештерата, нели, треба да се бори со животните. И затоа се ценеле мажите, мажјаците, алфа мажјаците или оние кои што ќе го издржуваат семејството. И во случајот и во денешно време, жените бараат некој кој што ќе придонесе за нивното семејство и кој што нели ќе ги воспитува или кој што ќе донесе еден вид на благосостојба за нивните деца. И остана тој материалистички поглед на свет, мажот да поседува материјални средства или да биде доволно паметен да ги обезбеди материјалните средства или да биде доволно силен за да ја оплоди жената. И затоа гледате страстите колку се битен фактор за да продолжеток на видовите, односно за човештвото да оди напред. Од другата страна, жената била битна да раѓа деца, да биде плодна. Затоа се бирале жени што се побујни, онака што се или потенцијално поплодни.
Тие биле на цена уште од праисториската епоха. Но еве денеска нештата се сменија, жените се емансипираа, доживеа интелектуална реализација, стануваат понезависни и малку губат од таа своја женственост. Односно, веројатно и кај нив се страстите се посилни, не се веќе толку контролирани. Инаку порано во пред почетокот на 20-тиот век, крајот на 19-тиот век, владееше една викторијанска епоха, посебно кај британците, и сексуалноста се потискуваше, се затвараше. И така се раѓаа фрустрации. Многу луѓе доживуваа нервни болести. И подоцна, нели, Фројд која се пројави, асоцираше на сето тоа дека треба да имаме малку послободен пристап во однос на реализирање на својата сексуалност. И тој самиот го преиспита прашањето на моногамијата. И сега и многу автори, па и еве ја некои со кои сум разговарал, сметаа дека моногамијата не е карактеристика на човекот. Дека можеби бигамијата. Дека овој не може да се задоволи со една жена, а алудирајќи на тоа дека мажот е исклучително анимално суштество. Што јас не би се сложил, бидејќи во суштината е да бидеме спиритуални суштества, се подигаме, да не дозволиме телесниот аспект да не завладее. И затоа гледате во таа еволуцијска рамка како нештата се движеле. Клучно е од анимална гледна точка да просперираме, да се извлечеме, да станеме личности на духот, личности на емоцијата, личности пред се на менталниот развиток. И во тој ментален развиток да не ја запоставиме страста, да не дојдеме до сайбер секс. Што значи тоа? Стимулативи преку компјутер, виртуелно преку, а може би интернет, и тој некој се возбудува, се задоволува и реактивира тие своји неуротрансмитери, се чувствува среќен. Затоа и многумина на кои што им е опаднат серотонинот имаат проблем со среќата, се проблематични, што нив ги исполнува, ги задоволува. Но имаме личности со строго развиен тестостерон и тие сакаат задоволства, сакаат тој адреналин да го потрошат. Можат во спортот, можат во некои опасни спортови, можат во некои авантури, но пред се понекогаш претеруваат со итањето кон сексуалните задоволства. Кај жените имаме таа болест наречена нимфоманија, обседнатост, потреба да некој ја задоволи. Кај мажот досвојува жени. И затоа Хју Грант, например, одеше со проститутки, британскиот актер. Мајкел Даглас го имаше тој проблем, сексуално обседнат. Чарли Шин исто така, прекрасна жена актерка, тоа одеше со проститутки, такви некои го возбудуваа. Значи нешто неуролошко, физиолошки кај нив е пореметено. Поради што рационалниот елемент не може да дојде до израз. И испадна дека нагонот е постелено се, како што кај Клинтон. Ви замислете, таму сигурно снимаат, следат, немаше тоа така. И тој тоа да си го дозволи со една стажантка. Кенеди истото тоа го правил, дури таа Жаклина Кенеди шетала ни собите, неретко овие го криеле, овие што се службеничките или секретарките, а тој тамо или со актерки со разни личности. Зашто? Затоа што нагонот е пресилен. Но гледате, Наполеон Хил, Норман Винсент Пил и некои други автори асоцираат дека страста е двигателот на нештото, дека ти можеш да ја поседуваш. И тоа посебно било присутно и кај Наполеон. Тој имал силна страст, силна енергија, големи војсководачи, големи генерали, исто така биле личности на страста. Ето тој Джингис Хан, Кубалај Хан, кај монголците и така натака. Значи, не би се постигнало ако го нема тој адреналин. Но знаете, се треба да биде канализирано и што се вели правилно реализирано. И тоа го пишувал или го разработувал и Хесе, посебно во романот Сидарта. Анализирајќи го Буда, кој што морал да помине из повеќе етапи на животот. И знаете, Буда вкусил што е, колкава е вредноста на материјалното, на парите, бил трговец, заработувал, се воздигнал на тој план, видел колкава е вредноста на страстите кога ја запознал Камила, со која имал љубов, од која љубов се родило и дете, го видел и тој семеен аспект, видел колку е проблематично да биде со саваните, со аскетите, кои што го измачувале своето тело, кои што не биле приклоници на тој, би рекол, телесен пристап кон животот. Туку на аскетски пристап, да не преовладуваат задоволствата. Значи тоа го преиспитал, но на крај кога отишол кај Васудева, сплаварот тамо го нашол мирот, се сплотил со природата, со текот на нештата, ги неутрализирал желбите. И се ние ако земеме во наше потрошувачко општество, па и хедонистичко општество, нас не водат желбите копнежите. Ние константно имаме потреба за повеќе и повеќе. Ние не се смируваме. Ние сетилно воспремаме и се возбудуваме. Затоа во викторијанската епоха, знаете, нештата биле забранети, не смеело ништо да алудира на еден вид на еротичност, а камоли на сексуална перверзија. Но, подоцна, знаете, се појави сексуалната револуција 60-тите години од претходниот век и тоа поттикна едно ново будење, водење љубов, а не војна. Поттик кон ослободување од стегите. Тоа и веројатно е во контекст на планетарните влијанија, кога дури 7 планети беа во созвездијата на Водолија. Од Сонцето
до Сатурн. Замислете, сите 7 планети на 5 февруари 1962 година, кога и месечината била. И планетарно космички тоа алудирало на една нова слобода, нов дух. И сега гледате, од една закочено стегнатост, тоа што го критикувал самиот Фројд, дека премногу се врши репресија врз човекот, не се ослободуваат неговите вистински пориви. А според Фројд, асоциацијата дека човекот е многу моќно воден и од тие сексуални пориви, да не речам еротски. Значи, до некаде е во право, затоа што и војни се воделе заради љубовта или се воделе заради освојувањата. И тој порив на освојување не можел да биде спречен. Но, овие сакале со едни општествени текови, со некој брекол наметнување на правила, човекот да го стават под јермен, да не ги реализира своите природни основи, што било дел развиено и од страна на клерот, на црквата. Затоа жените немале многу права, на жените им било, уствари не им биле многу работи дозволени, тие биле на некој начин орудија, морале да раѓаат деца. И тоа посебно кај хиндусите, односно во Индија имало периоди, кога ако почине незиниот партнер, таа е должна, или веќе нема што да е должна, таа ќе го заврши својот живот заедно со својот партнер. А знаете, во еден дел од Стариот Завет, а подоцна кај муслиманите, ако почине незиниот сопруг, таа мора да оди со неговиот брат. И тоа така се шири. Значи, правата на жените горе-доле не биле, жената не смела да биде премногу убава, ако била премногу убава или се нашминкала, односно ако се прокламирала од естетски аспект, тие во средниот век ќе осуделе и може ќе рекле дека е вештарка. И така ги неутрализирале страстите, поривите и таа би рекол енергетска основа на жената. Но како се променија времењата, како дојде сексуалната револуција, така жената се пробуди. И сега жената прво прашање колку е жена. Зашто? Затоа што се повеќе иде кон работа, се повеќе сака да успее во кариерата, што и така треба. Се повеќе сака да се изрази. Можеби маживе сега малку падна, го изгубија тлото. Затоа што знаете, мажот се држал на две основи. Првата основа обезбедување средства. Сега веќе жената обезбедува средства, многу од мажите изгубија работни места. Автоматски не се веќе интересни и атрактивни, ако ги немаат парите. Второто е сексуална моќ. Тоа е било она што го крепел мажот. Но ако има стресови, ако има нервози, ако не е веќе доволно успешен маж на работното место, тој го има проблем со својот идентитет, со својата суштина и ја губи таа основа и сега се наметна да жената биде дури неретко поголем маж од мажот. И тука жената изгуби својството на вистинска жена и таа веќе не сака да игра улогата само да раѓа деца. Инаку ние знаеме за тие жените од пред 50, 60, 70 години имале 7-8 деца, мисля, оние од руралните краишта, не само кај нас и насекаде. Значи, таа им била наметната улога. И затоа гледате страста, асоцирала жената да нема задоволства. Еве, знаете оној филмот Во името на порокот ли, како се велеше таму со Мима Караджич и Мира Фурлан, еден црногорски филм. И сега водат љубов и на жената и се става тоа една престилка таму на главата и жената не смее да ужива. Не смее да има задоволство, мажот само има задоволство. Тој маж од планината, од рурален, толку научил, толку видел. Жената тоа го знае, ништо не видела. И нези се сузбиене страстите, природната основа да ужива, да има задоволство. Затоа што човекот по природа е хедонистичко суштество, ќе ви проговорам за тоа нешто, но еве во тој филм подосна таа нели се вработи таму каде што Петар Божовиќ таму ги комбинираше нештата. Еден актер. Во филмот ги раскажувам нештата. И таа го виде францускиот пар, кој што жива во љубовта, кој што беа во нудистичката плажа, каде што се пренесаа на љубовта и каде што ја воведоа во нешто сосема по-различно, но всушност забрането. И во тој случај природната пројава на жената се разбуди. Затоа што гледате, ако е доминантна таа енвироменталистичка теорија, односно социјалната средина го креира, го детерминира духот на човекот, овој пат тоа паѓа во вода. Зашто? Затоа што таа жена, Мира Фурлан во случајот, таа ништо друго не видела освен таков вид на водење љубов и една таква рурална средина каде што задоволствата се забраните. Но веднаш што се пројавија некои поинаки поразлични, кои ја мотивираа или ја пробудија незината природна отвореност, таа отиде по другиот пат. И подоста, нели, требаше и да биде казната заради тоа, бидејќи таму строго забрането по тие црногорски кодекси од старото време, дека ниту неверства, ниту наслади, ниту пожуди таму копнежи не треба бидат присутни. И таа требаше да биде со чеканот по глава удрена, но тоа на крај не се случи.
Што ми е зборот? Значи, филмот сака да укаже, не само филмот, дека во секој човек има природна потреба. Не можеме ние да ја стегнеме да ја затвориме. Ако ја затвориме, ќе го фрустрираме. Страста мора да се излее од нас. И затоа многумина и родители, а и не само родители, некои во односите во бракот и насекаде, значи сакаат да го заробат блискиот. Да на детето му наметнат строги морални критериуми, да не смеш ова, да не смеш она. Точно тоа треба, до одредени граници. Се знае, од 18 години натаму, личноста треба да се развива, не да трча, не да менува партнери, не да се отвори премногу за ниските страсти. Затоа што гледате, ние дојдовме во втората крајност. Во Србија посебно 15-16 годишни девојчиња, огромен број на абортуси. Огромен број. Зашто завладеа некој поинаков концепт. И тоа е оној радикализам за кој што ние ќе зборуваме, или фанатизам. Првиот фанатизам е за пуштање или контролирање на човековото тело, недозволување неговите природи нагони да дојдат до израз. И второто, преголема запуштеност и ориентираност кон нагоните, неконтролирање на тие страсти кои преоѓаат во ниски страсти. И сега гледате, од една страна на закоченост, на блокираност, ние дојдовме во страшна ситуација на преголема отвореност. Ни едното, ни другото не е добро. Затоа што вие замислете ако младите почнат туку така да се одаваат на ниските страсти, ниту организмот им е формиран како што треба, ниту личноста, ниту се тие подготвени да се носат со последиците, а последиците се насекаде околу нас опасностите. Да не зборам вирусните заболувања, да не зборам несаканата бременост, да не зборам моралните прашања, да не зборам совеста, да не зборам потенцијално разочарување и се. Значи, мора да се размислува со умот. Но не со стегнато со блокада, со стерилност и со стаклено звоно, како што било наметнато. Демек ќе те заштитам од се. Ретко кој кого може да заштити, но за се си има свое вистинско време. И затоа луѓето и пресе родителите мора да размислуваат за овие начала, а ние овде зборуваме од антрополошки аспект, што се носи човекот во себе си. И затоа ја отвараме оваа тема, анализираме страсти, анализираме од другата страна разум, ќе анализираме емоции, ќе анализираме дух. Каде човекот да се најде? Еве се колку да ви кажам уште еден пример. Чарли Чаплин бил страшно ориентиран кон сексуалноста. И тој делумно имал и проблеми на тој план. Затоа што имал тенденција да биде со млади девојки. И за малку и ќе настрадал. Него му налепија дека е близок до комунистите, но меѓу другото сака и на овој план да го следат, да го испитаат, да видат што прави на полето на еротиката, на сексуалноста. И тој имаше неколку разводи, но пред се многу љубовни врски. Зашто? Темперамент, страст, енергија. Роман Полански требаше да биде затворен во Америка затоа што имаше сексуален забранет однос, мислам дека таа беше 13 годишник. Замислете, режисер познат од полско потекло во едно такво друштво приклонет на таква страст, го заведува нештото. Потоа и гледате педофилите. Дали може да се контролираат? Нагонот ги владее. Значи постои голем вид на, што се вели, уништување на моралната димензија на човекот. Сега дојде 21. век, дојде слободата и демократијата, ама тоа ги отвори на површина сите аномалии или пандорината кутија и отеднаш се пројавија големиот број на педофили. Порано не беше тоа така. Потоа и низ историјата се познати голем број на силувачи, на напаѓачи и на девојки, па дури на машки. Серијски убици. Од каде се тие така структурирани? Значи, науката ова мора детално да го проанализира. За каков ген се работи? За каква социјална средина, во какво семејство растел, со што се карактеризира, каква е неговата умствена способност, да тој толку лесно биде навлечен на нагонот. Овде и кај нас имаше некои ситуации, лудаци силуваа, убиваа девојки. По која основа? Тоа е, мислам, надвора човековиот ум. Ама кога се работи за нагонот, за таа би рекол скриена фрустрирачка сила, одреден поединец, ние за се треба да бидеме подготвени. И затоа мисламе надвор од умот, еве, и во поранешна Југославија. Девојки по 20 пати некои ги силувале. Се овие се болни теми, ама мора да се отворат. Сакаме да продискутираме за нештата, за да бидат дистанцирани од нас што подалеку. Затоа што војната ги изродува манијаците, садистите, ги експонира на површина насилниците. Тие во матното најмногу ловат. И во тој случај, вие само поранешна Југославија прочитате, видите, имаше еден филм Грбавица, што се експонира. Вие замислете девојка и настрадана од 20 поред одат, еден по друг. Која е таа псика на тој маш? Воопшто гледано, зашто тоа да го направи? Кога русите идеа кон Берлин, направија огромни силувања, преку 2 милиони
германски жени настрадаа. И тока беа поредени, што се вели таму по патиштата, да овие сето го правеа. Дури Сталин вели, па тоа било во стрес, во ситуација, па нормално толку години војувале, па сега малку да се избегнало од контрола. Да им е тоа дозволено. Да не зборувам монголците кои влегоа во Кина што направиле, дури гореле луѓе и спосилувале. Да не зборувам јапонците сега Втората светска војна кога влегле исто така во Кина, колку се силување не само во Кина и насекаде. Значи што ова асоцира? Во човекот имаме анимален аспект, да не речам ген или дух, склоност кон предизвикување насилства и преголема оддаденост на ниската сексуалност, односно на ниските страсти. И во тој случај, кај таквите луѓе е проблематизирана категоријата на емоциите, на разумот и на духот. Што подразбира дека ние треба да имаме свесни дека има многу скриени психопати и садисти кои што може да демнат. Ги гледате педофилите, земаат деца, малтретираат, уништуваат. Гледате во некои домови вамо, кај што децата треба да бидат воспитани, подигани. Па како настрадуваат од некој што ги силува. Значи, овие прашања не се дообработени на научна основа. Ја не знам тие таму социолози, психолози и ред други научници што работат. Зашто не се отворени, зашто не е напишана некоја книга, зашто антрополошки не се продре во тој ДНК код тако треба. Во тоа што некој го носи во себе си, дали е карактеристично и како ние да ги препознаеме за да се заштитиме. И во тој случај страстите, ние ако ги анализираме само од гледна точка на нешто афирмативно, позитивно, секако ќе ги потврдиме и ќе речеме тие се многу битни. Но некои страсти, пред се ниски страсти, се голема закана и опасност. И за жал, како тргнал 21. век, се повеќе и повеќе ќе бидат закана и наезда. Но тука ќе ви кажам уште нешто. Мик Джегер исто така бил премногу обседнат со сексуалноста. И тој е роден во знакот на лав и не можел да одолее. Премногу енергија, страсти. Голем број на музичари, голем број на спортисти, кои што се карактеризираат со тестостеронот. Со таа би рекол, нагонска сила исто така не може да издржат. Значи се манифестираат, се реализираат. И не може да бидат мирни. И се замислете однос пар помеѓу некоја која што е асексуална, затворена, закопчена од грло и некој што е страствен, темпераментен, енергичен. Значи не може да се најдат. И затоа сличностите треба да се привлекуваат, а не спротивностите. Но како и да ги вртиме работите, едно е клучно. Човекот е суштество на задоволството на хедонизмот. Тој не се смирува ако не се задоволи сами од себе си. И сега знаете, прашањето кон задоволството може да биде различно. Некои го задоволуваат парите и ги имаме таквите. Работи цел ден на работа, трча, создава капитал, создава материјално, не сака да биде со сопругата. Нему ни текнува, немал енергија, немал сила, не знам што. И обратно може сопругата кон сопругот. Значи фокусот е насочен кон нешто друго. Не е во прашање дека тој некаде оди на страна, туку таков е структуриран. Му владее некоја друга подлога која треба да се преиспита. Не подлогата на страста, на љубовта, на блискоста, на еротичноста. И што ако таја, например, е отворена, сака емоција, сака блискост, сака страст, а овој тоа не го возможува. Дали се раѓа фрустрација во еден однос? Се раѓа. Зашто има многу незадоволни личности? Зашто па можеби таа фрустрација која доживува во домот ја пренесува на работното место? Па можеби на раководна функција, па и врши мобинг на колешката. Колешката поатрактивна, наутро, задоволена, оди на работното место, сјае, очите израчат и ова ја налета, незадоволна, фрустрирана, одма ја такува колешката. И вели ти си ова, ти си онат, ништо не работи, сега ќе ти видиш ти што ќе ти направам. И оваја незадоволно се чуди, вели се заврши во врските, што е на оваја мојава шефица. Па незадоволена шефицата, овој незиниот кој знае кај оди што прави, кај шета, ја фрустрира, а автоматски таа фрустрација мора некаде да изрази. Наутро на кого ќе изразиш? На таа личност која ти е најблиска, на тие личности. И така држат говори, и така ги напаѓаат другите, и така вршат мобинг. И така излеваат таа негативна вибрација. Затоа, клучот е човекот да биде задоволен. Во сите атрибути, нема идеал. Атрибут на разум, атрибут на емоција, атрибут на страст, атрибут на дух. Вие знаете ли колку е тешко да се постигне? Значи, сега да не претеруваме да им правиме голем товар на нашите почитувани гледачи. Тоа не е возможно. Но сакам да ви асоцирам зашто тие аномалии се наметнаа и станаа неверствата категорија на нормалност. Каде неверствата најмногу се случуваат? Знаете ли, драга колешки? Па е релативно. На работните места. Да бидеме реални. Зашто се на работните места? Затоа што се гледаат, затоа што ја подгреваат емоционално-менталната отвореност или подлога.
Значи ја подгрева. Го гледа секој ден, се навикнува, тој нејзиниот дома не и прави разговор или го нема нигде, не покажува емоција, не била задоволна или обратно, тој не е задоволен од оваа неговава, само прави нешто манџи или се врти таму околу деца, не посветува внимание. Значи ова не се строги шаблони. Ова е само една гранка која ви анализирам. Не ова правило, но еве една гранка анализирам. Зашто има огромен број на неверства? Што најчесто се случуваат на работните места. Или ние ќе се направиме на удрени дека ги нема. Па најчесто ги има. Ги има, кај што има навистина честни жени, честни мажи, посветени, верни. Но во суштина постојат неверства. Тури постојат притисоци врз жени од страна на шефови, кои што се дури маниакални, неодговорни, неосвестени, фрустрирани, користат позиција на моќ, манипулираат млади дами или воопшто дами. Зашто? За да експонира својата моќ, своето его. И водена од нагонот не води сметка ни за морал, ни за совест, ни за вредност. И жена ако ја начека, нема каде, зависна, екзистенцијално мора да работи, децата таму чекаат, што ќе правиме со прашањето на моралот? Проблематизирано. Но, сакам да кажам, овие состојби на ниската страст, за жал, преовлада. Во историјата, или да не речам во историјата, да речам во митологијата, Хомер не случајно напиша во Илијада дека и војни се водат заради страст. Кога отиде Парис, ја грабна бабата Хелена. Од кого? Од Менелај. Менелај, повредена гордост, го вика брат му Агамемнон и ја собираат војската и одат да ги нападнат овие од Парис. Знаете тоа, тројанците. И автоматски дојде до борба, до уништување, до деградација и во тој еп воспевана и храброста, воспевана и верноста на Андромаха кон Хектор, воспевана честа на Хектор, Ахил е анализиран и ред други прашања ќе ви зборувам во некоја наредна емисија за тој еп. Но што сакам да кажам? Војни се водат. А тоа е фигуративно, метафорички кажано. Борба за превласт, борба помеѓу полови. И денеска ние имаме таа ситуација. Во браковите, во односите во врската, не се подразбираат веќе природните основи. Се подразбира потребата да го надвладеам другиот. Значи да успеам на другиот. Борба на пол. И сега жената веќе еманципирана, воздигната, а претходно репресирана, потисната, се побуни, си ги бара своите права. Кај ги бара жената? Не само на работното место, во домот, во семејството. И автоматски може стварно помокна посилна, го фрустрира мажот. Ако го фрустрира, тој веќе ќе завене, а ова има потреба за силен маж и некој поинаков маж, и таа утре ќе се приклони кон некој поинаков маж, што делумно ќе ги осветли нештата или ќе ги задоволи нештата. Дали на масата ќе го ставиме моралот како највисока вредност? Во 21. век. Ќе го ставиме, ама колку? Кај колку мина? Моралот скоро да ичезна. Гледајте институции, гледајте организации, гледајте тамо некои што треба да штитат највисоки морални начала и вредности. Проблематизирано. Затоа асоциацијата ми е, страстите се многу јака категорија, мора да имаме во себе си, мора да ја задоволиме. Да не дојдеме во ситуација нешто да ни се измести. Не знаеме нагонот кога, како, што ќе ни направи. Но, природата, и ова ќе го кажам сега, наумила, гледате со текот на времето, страстите допаѓаат кај мажот, тестестеронот допаѓа, сега имате па инекција, и он со инекција или тамо со медикаменти, му се побудува тестестеронот. Или па сега фармацијата му наумила, му дава виагра и го живува и повторно го активира. Зашто? Затоа што мажот, веројатно, еволуцијски гледано, не е маж ако не е доволно успешен во хреветот или во сексуалност. Но дали тоа е притисок за многу мажи? Па притисок е. Затоа и во западните општества се родила огромен број на импотенција. Токму заради тој притисок. И затоа фармацевската индустрија или онамо каде што се создава профитот, се смисли како сега да го оживе, да го поттикне мажот, да ги следи нештата. А зашто па мажот мора да биде се поуспешен? Бидејќи жената станува се поатрактивна. Жената оди посетува козметичари, стилисти, се разубавува, се осамостојува, станува независна. И кога се станува, таа бара нешто наспроти себе си. Испадна дека жениве со тоа си го направија вториот проблем. Сега не е темата за оваа емисија, но еве накратко ќе кажам. Зашто си направија? Затоа што велат, па јас сега гледате се искачувам, постигнам, немам сроден партнер. Не можам да го најдам некој што би бил соодветен за мене. Затоа што мажите во најголема мерка гледате мора да работат разноразни професии, или немаат работа, или пак немаат стамбен простор, или се борат за екзистенција. И не се интересни за некои жени кои што напредуваат, се искачуваат.
И стануваат директори, стануваат раководителки, отвараат своји компании, стануваат независни. И тие нема да се одлучат за некој кој што има најобична професија, кои што го сретнуваат онамо кај што пијат некое кафе, туку ни бараат нешто посебно. Барајќи го тоа посебното, тие го губат времето. И тоа природата после нив им се свети. Ја губат репродуктивната способност. Како течат деновите и месеците, не за јајцеклетките ја опаѓаат, губат. Што се вели од таа репродуктивна способност. Потоа, како од годините се јавува стравот? Како од годините се јавува старењето? Значи, гледате реалноста колку е сурова. Што подразбира тоа? Дека човекот мора да работи на духот, на разумот и на емоциите. Затоа ви асоцирам. Страста е опасна работа. И сега гледате уште една работа, ќе ви кажам. Задоволена жена и маж. Дали зрачат? Дали од нивните очи се гледа оној магнетизам? Па се гледа. А ова што не задоволна, овој што нема сексуалност, овој што е затворен, а има голема желба, дали е така поопаднат? Па опаднат. Дали жената со будење на тој естроген, на тоа задоволство, со поттикот, со нешто го лачи, едноставно и самата се разубава и станува многу поатрактивна, поинтересна. Па станува. Зашто жените се преубави кои ќе се влюбат? Па нормално, им се лачат хормоните, нивното битие, нивната личност оживува. Стануваат жени во вистинска смисла на зборот. А жената е вистинска кога има љубов и кога има некој што ја дава љубовта. И обратно, веројатно и мажот кога има потреба, има личност кон која ќе изрази страста и ќе придобие страста. Значи, овие се природните основи. За жал, ние денеска дојдовме до отуѓување. Луѓето не размислуваат за овие теми, бараат инстант решенија, на трчање или на брзање. Дај што ќе налета. Па сега ќе видиме. И ги реактивира ниските страсти, наместо да ита кон висинските страсти. И сега само ова. Жена има проблем со кожата. И наоѓа партнер и дава љубов, се внесува, жената ги губи проблемот со кожата. Веднаш се менува и ликот и тенот и прозрачува. Затоа страстите се многу битен аспект. Ама овие облагородувачки, овие кои што ќе бидат во еден вид на интеракција, бидејќи ништо не е добро ако е еднонасочно. Во тој случај ќе проговориме се и за другиве прашања, иако за ова можам многу да ви зборувам и да ви давам многу примери и од познати личности и што се како се случувало. Но ќе има и други теми кои ќе проговориме за страстите во една поинаква гледна точка. Така. Би сакала да позборуваме за разумот, бидејќи тој се смита како разумот велат е скапоцен камен кој што најубаво се во рамката на скромноста. Ако не можеш да го победиш непријателот, придружи му се, вели една мудра изрека. Па Зуки, повелете да позборуваме. Па видете сега, јас сум за разумот во секоја смисла и мислам дека тој е многу битен, иако сеако ме прашате, а од што ќе се откажеш? Од страстите, од емоциите или од духот? Како е да се откажам од тие три категории? Значи, нема откажување, се е вредно, но разумот денеска е највреден заради првата основа. Се што ние правиме, мораме да го направиме прво со разумот. Нештата ги преиспитаме, ги проанализираме, да не се истрчуваме, да не веруваме во се што гледаме, зашто некој се лажеме, добро да простудираме, па да категоризираме. Затоа што ако оди со емоцијата, може да се излажеш. Емоциите те владеат, имаш потреба за љубов, за блискост, мислиш дека е тоа вистинското и утре ќе сватиш дека да, јас само сакав, ама на другата страна немало таква љубов како што јас размислов. Затоа ти треба рацио, ти треба преиспитување, ти треба навлегување у проблематиката, а не ние секојаш да бидеме ориентирани со критички осврти, со неприфаќање или со строго верување и со наивност. Во секој поглед, најклучно е бегството од било каков вид на радикализам, што се вели, фанатизам. Значи, догматизам, еднонасочно гледиште на нештата. Туку ти мораш да вклучиш разум за се, да преиспиташ. Еве сега, например, и во кинеската мудрост има асоцирано. Значи, што е многу битно? Кога ќе сретне човек кој што не знае, а знае дека не знае, тој е дете, подучи го. Бидејќи тој не знае, а знае дека не знае. Него му е потребен совет, мораш да го упатиш. Но кога ќе сретне човек кој не знае, а кој мисли дека знае, тој откачи го. Тој живее во една занесеност, тој е најстрашниот. Тој не знае, а мисли дека знае. Што ќе направиш ти со човекот кој што е убеден дека знае, а всушност не знае? Потоа, ако сретне човек кој што знае, а мисли дека не знае, него му треба поддршка, него му треба поттик. Значи, дади му шанса да тоа што го знае, да го облагороди. Дај му еден вид на мотивација.
И колку луѓе навистина знаат, а мислат дека не знаат. И не одат на испит, не одат на интервју за работа, не преземаат иницијатива, го чекаат вистинскиот момент, не излегуваат на состанок со девојка или со момче. Тие знаат некои работи или го имаат квалитетот во себе си, ама не се свесни за тој квалитет, не се гледаат афирмативно, се гледаат негативно. Колку шанси се пропуштени само зашто не сме го направиле првиот чекор. Многу шанси. И затоа е многу битно да знаеме, но да бидеме и уверени дека вистински знаеме. Тоа е четвртата категорија. Најбитниот човек, тој што знае, но кој воедно знае дека знае. Тој е мудрец, следи го. Вие ако некој ви дојде директор, некој на позиција, и сега кого ќе го следите? Оној кој што не знае, а што мисли дека знае, па кај ќе однесе компанијата, кај ќе го однесе општеството, кај ќе однесе врската, што ќе излезе од семејството? Тие се најстрашните. Еве во тој контекст ја ќе ви кажам, и мене еден таму ми налепил нешто на YouTube за во претходната емисија, демек јас Ајнштајн сум го направил религиозен и тамо не знам шо, па залепил некоја размисла дека Ајнштајн бил против верувањето во Бог. Значи, он знае некои нешта, ама недоволно ги знае. Ајнштајн точно бил против антропоморфното гледиште на Бог. Тој асоцирал дека теолошкото верување и поимање, теизмот не е соодветен за вистинските нешта во животот на луѓето. Затоа што реално, според него, религијата од старото време, примитивните општества, била категорија на стравот. Значи, ја наметнале заради стравот на човекот од многу временски неприлики, од смртта, од немаштијата, од кризата, и сега автоматски човекот кога се плашел имал потреба да верува во нештата и смислил да верува во Бог, бидејќи Бог ќе го заштити. Бидејќи ќе му даде може некоја награда, може нешто ќе му возможи. Значи, Ајнштајн е против такво восприемање и толкување на таа би рекол на тоа верување. Второто, што го асоцира Ајнштајн, значи, религијата малку веќе во поеманципирана форма се пројавила како верување заради морални вредности. Затоа што сега вие, например, од морален аспект на кого да се потпрете? Не можете ни на родителите, не можете на семејството, не можете на раководителот, не можете во било кој. И вие се потпирате на Бог, за кого сметате дека е наградувач и казнувач. И моралниот аспект на религијата се останал во голема мерка и теистички гледано ден денес е присутен. И токму Ајнштајн анализира, фалејќи го Шопенхауер, кој што открил во будизмот фактички најголема морална димензија на верување во Бог. Значи, не верување во некоја антропоморфна, во некој кој што стои тамо, за кој ние мислиме дека постои како поединец, како единка, како нешто надприродно. Не, Ајнштајн верува во еден космичка религиозност. Значи, верува во устроеноста на свемирот, на нештата што се воспоставени. Во таа смисла, он е религиозен, ама тоа се поврзува со пантеизмот. И затоа многу автори сметаат дека можеби он е пантеист. Многу автори сакаат да го приклонат кон теизмот. Многу автори сметаат дека од другата страна е тотално отргнат од религијата, од верата. Таков бил овој Ричард Докинс, за кој таа индивидуа, тој поединец, и таму лепи некои си видеа, а без подлабоко да ги согледа нештата. Значи, точно, Ричард Докинс себе напишал една книга Заблуда за Бог. Тој е еден британски научник и можеби најпознатиот атеист. Овој најкиот атеист. И видиш, јас сум дошол до оваа книга. Оваа книга што асоцира? Еве, овде има цитати, нека прочите на 38-та страница, каде што самиот Ајнштајн е толкуван или на некој начин анализиран во таа смисла. Значи, како он се чувствува религиозен, во која смисла? Значи, не теистички, а тоа е објаснато, туку космичка религиозност. И сега гледате, например, луѓето читаат нешто преку некои други автори. Еве сега, Ричард Докинс анализира дека всушност ние не треба премногу да се лажеме со верување во Бог, ама од теистичка гледна точка. А не е само верување од теистичка гледна точка. Туку имаме една поинако гледиште. За тоа гледиште кај пишува, например. Пишува во самата книга на Ајнштајн. Тоа е мојата слика на светот. Еве. Значи, кој ја напишал? Ајнштајн. Што има таму? Чисти, јасни цитати. И се замислите. Јас сега ќе идам од некоја петкана што кажала во соседството и ќе ги цитирам незините зборови кои што таа ги пренесува за некој си таму сосед. Не, ти ќе отидеш директно кај тој што тој кажал. Значи, тој што пропагирал, а не некој што кажал дека Ајнштајн кажал. Во тој случај, еве ви ја таа јасна слика, за ова да му ја објаснам на човекот, кој што ова не го знае. Значи, може слободно да го прочита, мојата слика на светот, и се гледате што кажувам.
Религиозните гении во сите времења се одликувале со ваква космичка религиозност, која не знае за никакви догми, ниту за Бога, кој што би бил замислен по лика и прилика на човекот. Значи, не антропоморфизам, туку космичко согледување. И сега вика вака, црквите секојаш ја задушувале науката и ги гонеле незините приврзаници. Но од друга страна, јас тврдам дека космичката религиозност е најсилен и најблагороден двигател на научното истражување. Значи, гледате, но ние за тоа зборуваме. Ама некој ќе се налепи на нешто, таму ќе експонира по тие видеата, ќе напаѓа, ќе исмејува без да прочита. Тоа ви е догматизам или тоа ви е фанатизам. Тоа е не до преиспитување на работите, фрлање дрва и камења по луѓето кои што само малку поразлично размислуваат. И ако него не му се допаѓа нечие размислување, тој не мора да оди со најостри зборови, тој треба прво да си наметне своје размислување, да изложи факти. Дали ова ние треба да го правиме во семејството? Па треба. Дали треба да го правиме во односите со партнерот? Треба. Дали треба да го правиме во работата? Треба. Значи изложи ги фактите, изложи ги аргументите, приложи ги нештата, види, може си во заблуда, не можеш да напаѓаш да критикуваш луѓе. Еве, уште едно ова ќе прочитам за Ајнштен, што рекол. Значи, ова сега религиозна што ја асоцира. Вие тешко ќе најдете некој подлабок истражувачки научен дух кому што не му била својствена една особена религиозност. Значи секој научен дух скоро имал некоја религиозност и верувал во некои нешта, но не верувал во теизмот или во теолошкиот аспект на толкување на Богот. Туку асоцира на космичка, на нешто што е се присутно и кое што на некој начин ние може да го видиме со устојството на космосот, на Вселената. Таму нема случајност, тој Ајнштен го асоцирал. Таму е така јасно, механички се поставено, да ти се замислиш кој е тој дизајнер кој тоа го смислил. И затоа имаме една креационистичко толкување на Бог, имало еволуционистичко. Еволуционистичкото е интересно, произлегува од Дарвин и од претходно и од потоа. И треба да се проанализира, се толкува. Значи, најклучно во животот на луѓето, апропо разумот, да не отфрламе, да не негираме, нешто што не ги знаеме, туку да ги преиспитаме. Затоа што догматизмот е страшен и треба да се прават разлики помеѓу едно гледиште, кое што може да биде од една страна критикувано, и до некое друго гледиште кое може да биде пропагирано. И затоа Ајнштен, гледате, употребува религиозност од аспект на космичка поставеност на нештото. И тој верник во некое такво устројство. Она што на некој начин го асоцирал и Исак Њутон. Само уште тоа ќе го асоцирам, тоа што го спомнавме ни Исак Њутон и Кеплер. Гледате сега што кажува Исак Њутон. Вели, овој прекрасен систем од Сонце, планети и комети можел да произлезе единствено од советот и власта на едно интелигентно и моќно битие. Значи, сака да асоцира Њутон, не постои случајноста. Не се нештата туку така воспоставени. Не мора ние да ги толкуваме дека нештата исклучиво произлегуваат од теолошката или теистичката интерпретација на Бог. И затоа Ајнштен го фали Спиноза, како еден пантеист, кој што верува една поинаква структурираност. И сега, може би и Спиноза ќе го направат атеист, но не е битно. Тој е верник во една поинаква поставеност на нештата. И затоа еве сега со ова ќе завршам. Како во животот треба да приоѓаме? Тоа ми е мене асоциацијата. Значи, да не отфрламе, да не критикуваме луѓе, без разлика во која гледна точка. Само од аспект на нашето мнение. Па нашето мнение може би филозофија на жаба. Живееме у бунар, ништо не знаеме, мислиме дека таа е таа вода и дека ништо нема подалеко од тој бунар. Треба да излеземе од тој бунар, од тие стеги и да преиспитаме, да утврдиме некои вистини. За жал, македонецот го има тој проблем. Се отврла, се критикува, ништо не прифаќа, што него не му е познато. Па ако тебе не ти е познато, има луѓе го проучили, им е познато. И сега ве гледате. Овој Ричард Докинс асоцирал атеистички. Значи, за некои нешта заблуда за Бог, иако он асоцира на теолошката интерпретација на Бог. Но, еве ви автори кои што асоцираат на нешто поинако. И овој автор е многу атрактивен и интересен, вика, гледате, наука го открива Бог. Значи, од таа гледна точка имаме луѓе кои што поинако ги толкуваат, ги преиспитуваат. Значи, тој ви е доктор Ариел Рот. Еве изнесол друга. Потоа, еден од најмокните професори, кој што асоцирал Џон Ленокс, Бог на нишан. Зашто новите атеисти ја промашуваат целта? Знаете ли овој со кого спори? Овој спори со Докинс. Потоа има еден филозоф, француски филозоф, Мишел Онфре. И тој асоцира дека не постои теолошката сеприсутност на Бог. И таа интерпретација он ја критикува. А имаме филозофи кои што ќе речат и од теолошки аспект тоа што е асоцирано, анализирано е реално.
Значи, секојаш има спротивни мислења. Еве, како доктор Џон Ленокс, кој што е професор на Оксфорд. Дали науката го закопа Бога? И сега он дава тука интерпретација дека науката не го закопа Бога, дека е близко. Значи, што ова асоцира? Дај веќе да излеземе од таа филозофија на жаба. Само да отфрламе, само да критикуваме, само да напаѓаме за работи кои што не ги знаеме. Што е клучно во животот? Да преиспитаме, да почнеме да вложуваме, да инвестираме, да читаме. Не може некој само на основа на некоја своја логика и некој видео да извлече некои заклучоци. Како се излекуваат заклучоци? Директно од книга. Од кого книга? Од авторот. Што тој кажува? Тоа и тоа го прочиташ. Потоа, спорно прашање. Ричард Докинс, например. Тој го искажува тоа толкување. Ти тоа треба да му го прочиташ на тој Ричард Докинс, а не од видео да нешто интерпретираш, или сега мене овде некои зборови што ќе ви ги раскажам, може не можам толку добро да ги раскажам како што можам ги преточам во книгите. Мојата основа, мојата мисла е асоцирана во книгите. Овде ја може нешто и ќе погрешам. Ама во книгата е тоа стегнато. И затоа гледате сега. На Ричард Докинс има некои автори кои што го негираат, со кого спорат аргументирано, без да се напаѓаат, култивирано. Нас тоа ни недостига. Значи, да го сослушаме соговорникот, да видиме каде е нашиот став, дали има некоја опција да напредуваме, дали ние сме во заблуда и така натака. И затоа во овој контекст сега ќе ви дадам еден пример со една ситуација и заблуда која неретко се случува. Заблуда на умот или на нашето мнение. Значи, сега замислете, ние сретнеме сега некоја личност и тој не забележува или брза, едноставно не игнорира, а ние го сметаме за пријател. Ние мислиме дека тој треба да застане со нас, да разговара и така натака. Но тој така на брзина нас не откачува и ние лепиме етикета, тој е незаинтересиран, тој е суров, тој е егоистичен, тој гледа како мене ме игнорира, а јас што се направи за него. Но ние не знаеме дека тој човек само што немал некој проблем. Дали можело да настрада во сообраќајна незгода? Дали можеби на работното место бил критикуван или можеби напаѓан? Дали можеби у семејството има некои страдања, тешкоти? Дали брза некаде да стигне? Значи, ние лепиме етикета на нашето првично сетилно воспремање и автоматски отфрламе. Што треба да направиме? Треба да преиспитаме. Треба да го сретнеме тој човекот. Те сретнав тогаш и тогаш. Те видов, многу брзаше беше вознемирен. Не ми посвети внимание. Зашто се работеше? И човекот ќе ви објасни. Знаете колку пати луѓето доаѓале до нетрпеливост, до недоразбирање. Знаете колку пати мажот ја обвинувал сопругата зашто таа ја задоцнила, зашто не дошла точно дома на време, што тоа направила, каде била, со кого била, зашто била. А не знае дека таа навистина се случила за некој проблем, има оправдана причина поради која таа може би задоцнила. Или не мора па до толку да ја прави пресија, но ете сака да ја прави пресија. И прави затоа што он наумил дека таа нешто направила. Што е тоа? Фикција на умот. Ние живееме во фикции на умот. Ние мислиме дека тоа е така како што ние мислиме. Па можеби не е баш тоа така како што ние мислиме. Затоа постојат две страни. И затоа најопасно за науката е догматизмот. Догматизмот е слепо верување или во авторитети и во нешто што е пропишано. Тоа беше во средниот век воспоставено, религиозниот клер наметна вистини. И тие вистини мораше да се веруваат и дојде Џордано Бруно со едно поинакво толкување на светот, вистинито, исто пантеистичко, исто верувал во Бог во поинаква форма, не верувал како што верувале поповите од теистичка гледна точка. И овие, само затоа што Џордано Бруно имал спротивставено мислење, од нивното наметнато, строго, радикално мислење, Џордано Бруно бил спален на цветниот плоштад во Рим. Каде ќе оди еволуцијата, каде ќе оди човештвото, каде ќе оди науката ако владеат овие нешто? Знаете колку жени биле спалени, колку жени биле, што се вели, фрлани во водите само затоа што некој умислил дека тие општат со нечестивиот. На крај се испита дека тоа нема појма, дека овие користат манипулации за реализација на својата садистичка определба. И тој Игнацио Лолоја, шпанската инквизиција, многумина со зверска ориентација. Зашто биле со зверската ориентација? Што мислите вие? Дали само идеолошки? Или нашле плодно тло? Може би нашле плодно тло. Може би тие во генот, во структурата се лоши, се некои што сакаат зло. И тие се наоѓаат правила кои треба да се следат. Ако тие правила не бидат остварени, отма тој другиот се обвинува, се напаѓа, се погубува. Што е нивната основна цел? Садистичка цел. Вие знаете какви биле тие чинови на
напаѓање, на убивање, на масакрирање, на сечење. Вие знаете ли каква е таа ментална подлога во човекот? Во тој поглед ние анализираме антрополошки теми. Значи, гледате, го анализираме човекот што се носи во себе си. Прво, го анализиравме од аспект на страсти, што се носи, сега го анализираме од аспект на разум. Како се крие на основа на некој разум, не до ги испитува работите, ги гледа догматски, напаѓа луѓе, шиканира, обезвреднува, а без при тоа да види вистината. И живее со некој фанатизам. И секој вид на фанатизам е опасен. И религиозниот фанатизам е опасен. Вие замислете сега некој атеист да го спалите и да го уништите, да го деградирате само затоа што не сака да верува во такво устројство и такви некои нешта кои што некој верник му ги наметнува. Зашто да верува? Тој има слобода на размислување. Кант е, например, еден од најголемите атеисти, но он е најголемиот етичар. Воедно асоцирал дека највредно е доброто дело заради доброто дело, а не доброто дело заради наградата таму негде после животот. Кога го правиш доброто дело, го правиш заради самото добро дело. Категорички хипотетички императив. Значи, едноставно, кога си во категоричкиот, кога си внесен во доброто дело, прави го доброто дело, и се некој ќе рече верник или некој религиозен фанатик, треба Кант да го уништиме, да го спалиме, затоа што тој не ги учи луѓето на основа на нашите погледи, на она дека тие треба исклучиво да веруваат во теолошката интерпретација на Бог. И овој Кант, иако етички асоцира на најголеми вредности, тој за таквите поединци е невреден. Потоа Ниче. Ниче е напаѓан, но Ниче асоцира на една поинаква основа. Тој е исто така атеист. Сартер е атеист. Албер Ками е атеист. Врвни филозофи. Но треба да го видиме нивното мислење. На што ти алудираат? На какви илузии, на што се прокламира? Што му се сервира на човекот? И затоа атеистите ќе настапат па од другата гледна точка. Од гледна точка на фанатизам, на радикализам. Критикувајќи ги вернициве, напаѓајќи ги верниците. Асоцирајќи како го замајуваат луѓето, како имало религиозни војни, како не треба да се подпираат на божественото, тогаш на што да се подпрат? На златното теле ли да се подпрат? Ако не се подпрат на некоја интелигибилна димензија, дека некои нешта не се толку случајни, дека не секој човек му е дадено на основа на разумот, на етиката, на моралот, на духовноста да се воздигне, на што треба да се подпрат? На материјата, на култот на парите? Гледате ова човештво до кај дојде? Гледате што преовладува? Строгиот материјализам. Ај сега да застанеме строго на страната на атеистите. Значи, еве ви анализирав. Значи, ако некој настапи од аспект на религиозен фанатизам и критикува се што е спротивно, и го уништува. Гледате, фрлањето на бомбите, тероризмот, уништувањето е во име на некој религиозен фанатизам. Ден денес тоа се прокламира. Тоа како ние можеме да го оправдаме? Па прво ти треба етичката димензија на личноста. Доброто е добро по самото по себе. Доброто е универзална вредност. И доброто треба да биде категорички императив преку кој ќе се воспостави едно општо законодавство. Не може убиството да биде добро затоа што ако не може да биде законодавство, општо законодавство. Тој случај сите би убивале. Ако сите би убивале, утре нема да остане еден човек. Не може крадењето да биде општо законодавство. Затоа што ако сите крадат, утре никој ништо нема да има како вредност, секој со секого ќе се прогонува, напаѓа. Значи, сакам да асоцирам. Етичките постулати се многу битни и во тој случај Спасителот Исус Христос во прва основа е етички реформатор. И неговите учи, неговите толкувања. Но, јас нема да застанам ниту против атеистот, ниту против верникот. Јас застанувам во името на доброто, на позитивитетот. Во тој случај ја ќе го проучам и Ричард Докинс и големиот број на атеистички ориентирани научници. Но воедно ќе ги проучувам и овие научнициве кои што го бранат креационизмот, кои што асоцираат дека постои Бог. Но ќе ги проучиме овие со космичката религиозност, како што е Њутон, како што е Ајнштајн и некои други. И сега некој ќе седне вака, ни прочитал, ни сватил, и само чека зборови и мери зборови, и зема, сече и пласира. Каква е заштитата од таквиот поединец? Заштитата, ако не можеш вака да му влиеш на свеста, е преку институции. Но дали овие институции малку работа заштитуваат поединци? Ај кажете ми вие. Да отиде сега поединецот да рече, тој таму ме атакува неоправдано, шири невистини, лепи тамо некои видеа, става разни нешта, краде тамо фотографии, дали институциите ќе те заштитат? Тие треба по основа те заштитат. Ако институција не те заштити, институција ќе ставиш на тапет, тогаш ќе ја критикуваш. Биќе не го заштитува поединецот, затоа што не внимава за таквите вредности, затоа што не е на страната на правдата на некој начин, на позитивноста.
Значи, во тој поглед ние ги имаме проблематиките. Релативизираме, не категоризираме општо добро, не препознаеме вредност, се лепиме на страните. Ако сум атеист, се што е атеистичко го правзвам. Па знаете дека огромен број на атеисти изврши огромни злосторства. Пол Пот беше атеист, Сталин беше атеист. Знаете колку цркви спали, уништи, загради. Како се, ако сум ја атеист, да станам на страната на овие двајцева? И не само тие ред други нешта. Иако некој ќе рече, знаеш ли па колку религиозни водачи и лидери и тамо не знам какви, па тие направиле злосторства. Што се случило во Ерусалим? Што се случило со крстоносните војни? Значи, секогаш има едниот или другиот. Ние денес ја живееме таа филозофија. Ако не си со едниот, си против тој, ти си за другиот. Па зашто да бидам за едниот или за другиот? Сум за народот, за вистината, за вредноста, за просперитетот, за општеството. По која основа дека тој едниот е гаранција на доброто, на позитивитетот? Гаранцијата се неговите дела, а тие се опипливи. Гледате, зборот, Ајнштајн, збор, дело. Јасно опипливо, јасно приложено. Тоа ти ќе го толкуваш на основа на неговиот збор. Некој на основа на делото, некој на основа на тоа што го придонесува, не на основа на адресот кој го носи. И тука е проблемот на човештвото, што ние премногу се обоивме. Ние заборавивме на основните етички, морални начала. Тоа е тоа што Спасителот Исус Христос ви го асоцираше како етичко реформаторство, како побунување против застарени догми, против фарисеи, садукеи, против таква интерпретација, воведе на нова светлина, нов дух. Тоа истото го направил пророкот Мухамед. Знаете какви има прекрасни хадиси, какви морални етички поуки. Па кој го читал, тоа го сватил. Сега некој ќе дојде, ама што е тоа? Па прочитај, види, па ќе сватиш. Ја тоа сум го обработил. Значи, овие толкувања, се е тоа обработено и во книги, и во докторатот што треба да излезе, од аспект на согледбите низ призма на арапската филозофија, исламот, хиндуизмот, будизмот, христијанството. Зашто тоа сум го направил? Па да проучам, за да принесам, за да асоцирам. И сега кој е повалидно? Луѓе што проучиле, што ги имаат фактите, или некој што си умислил и тоа ти го приложува. Но така е во овој наш свет и од секојаш било. Најомразени, најнапаѓани се луѓето што ја зборувале вистината. Од секојаш било и за жал, не знам дали тоа ќе се промени, но ние вака влијаеме на добрите луѓе да се освестат, да не веруваат со се што некој им пласира, да го проверат, да го преиспитаат преку делото и со фактите. И самите себе да се проверат, да се преиспитаат, кога некому му лепат етикети, кога го прават неодговорен, егоистичен, неморален, кога мислат дека нешто прави, или кога мислат дека па премногу прави, а може ништо не прави. Значи да се преиспитаат нештата за да бидат стационирани. Ние ќе направиме една кратка пауза, почитувани гледачи, след една музичка номера и ќе продолжиме за кратко со позитивни вибрации. Komši, da li je to sve? A pogled od sjaje soboja na nadeš i znači zemljine i mene. Nek jedna ista ti, stoji šaret me zamisli, reče se ke pram, zada ne si sam. Nama jasne sakam tebe i može pametno i ne, što baš tebe te sonuvam, no su bilo koji neka mi ne možam, duša ne mi pe, bez tebe srce ne se sme, mi falat našite ludosti, a bez ludost ljubov ta ljubov li je. Maska na drugarstvo, no ta je carstvo na strasti, prikrijeni nevešto. Na flertovi mali, dvosmisleni šali i ženi, spremni na bilo što.
лесно ке заборавам, со кој се смеев, но не и со кој заплакав. Затоа јас те сакам тебе и може паметно и не, што баш тебе те сонувам, но со било кој нека ми не можам, душава не ми пее, без тебе срцето не се смее, ми фалат нашите лудости, а без лудост љубовта љубов ли е? Знам лесно ке заборавам, со кој се смеев, но не и со кој заплакав. Ама јас те сакам тебе и може паметно и не, што баш тебе те сонувам, но со било кој нека ми не можам, душава не ми пее, без тебе срцето не се смее, ми фалат нашите лудости, а без лудост љубовта љубов ли е? Ама јас те сакам тебе и фалат нашите лудости, душава не ми пее, а без лудост љубовта љубов ли е? Поштовани гледачи, продолжуваме со позитивни вибрации и следното прашање до нашиот гостин, доктор Зоран Крстевски. Зуки, ке зборуваме за емоциите. Постојат 4 вредни емоции кај човекот. Вродени, тагата, гневот, стравот и радоста. Додека пак љубовта, љубомората, омразата и другите емоции се сложени и дефинитивно се учат во текот на животот. Па повелете, образложите ни околу емоциите. Па видете сега, човекот без емоции навистина не е исполнато суштество, затоа што еве ние претходно зборувавме колку се битни страстите и колку е битен разумот, како да вложуваш, колку да инволвираш вредности кон него. Но, знаете, без емоции ние не можеме да видиме суштества кои што ќе направат еден вид на хармоничен сооднос со другите. Затоа што не може се да се базира на крутиот разум. Едноставно мора да се сподели, да се даде топлина, да се биде алтруистичен, да се биде емпатичен. Луѓето денеска навистина страдаат ако премногу ги дадат емоциите и не им се возвратат. Ова време стана премногу опасно за емоционалните луѓе. Затоа јас претходно го категоризирав разумот. Затоа што ако моите емоции и ден денес премногу се моќни, силни, ако ме владеат, ќе ми влијат и на разумот од едната страна. Но затоа па мене ми е првото клучно прашање. Преку разумот јас да успеам да испразнам некои емоции, да ослободам. Да не бидат вкотвени во подсвеста. Затоа што ние многу работи трупаме, ги насобираме во амигдалата. Таа е со бадемаст таа форма и таа навистина го детерминира, го владее човекот, дури неговата свесна реакција. Неретко и во афект, кога е воспалена амигдалата, ние се губиме и реагираме и се возбудуваме и стануваме неретко и конфликтни. Зашто? Затоа што емоционално сме изместени или чувствуваме неправда. Луѓето кои што почувствувале некоја болка, страдање, посебно неправда, ти имаат разнебитени емоции. Нивните емоции не функционираат. Тие премногу живеат, се соживуваат, па и размислуваат за нештата кои што ги повредиле. И како тој на рационална основа да тргне, да ги препознае вредностите и да направи една хармонија. Кога е емоционално изместен. И затоа човекот кој што е во тага, човекот кој што па е во гнев, човекот кој што е во еден дисхармонитет, тој не зрачи. Ние кажавме преска. И страстите, ако ги немаш, не секојаш ќе зрачиш. Зашто страст е за постигнување резултат, страст да држање говор, страст да постигнам, страст да се искачам. Вие една повреда да се случи, ви се буди адреналинот. Веќе телото ве заштитува, ви се реактивира. Првично да не ја почувствувате болката. Тоа е таа физиолошка основа. И тоа е еден вид на вредност која што ние носиме во себе си, а тоа е да се пробудиме.
Но ние мораме да ги пробудиме емоциите од едната страна, да не бидеме крути суштества, кои што ќе настапуваат само со разумот, кои што се ќе одмеруваат и кои што ќе чекаат вистински моменти и кои што ќе бараат некој вистински да им го отвори срцето. Но од другата страна е опасно и страшно поразително ако ние одиме исклучиво со емоцијата. Замислете вие кон било кого да дадете емоции. Замислете вие да се возбудувате за се и се што. Па сега има 1000 прашања кои што нас ќе не изместат. Има прашања кои што не им се случуваат на нашите најблиски, им се случуваат на некои луѓе далеко од нас. Еве да речеме сега турциве, нон-стоп се случуваат со тие терористички напади. И тие се луѓе, зашо да страдаат? И таму има некој семејство. И таму некој чувства радост и болка. И автоматски ако ти го гледаш тоа те изместува. Било кој човек што страда, ако го видиш, кој настрадал, тебе те изместува. Прашањето што ние премногу се полниме со тие неубави емоции. Прво. Второ, од другата страна, замислете ги вие ситуациите кога ние во еден однос вложуваме, даваме љубов, даваме блискост, се предаваме на партнерот, мислиме дека тоа ќе го цени, дека ќе го возврати и после сваќаме дека тоа било игра, дека воопшто немало од негова страна заинтересираност. И тој ни го повредува нашето срце. И кога ќе ни го повреди, ние после се затвараме. Живееме во страв, живееме во еден вид незахоченост. Не икеме да зрачиме. И нам ни треба време да го што се вели, да поминеме низ таа фаза. Да боледуваме. И сега кога ти боледуваш, тогаш дали си ти функционален можеш да настапаш? Не можеш. Но гледате сега една финта има таму кажано, мислам дека Коелјо. Колку голема љубов доживуваш, толку утре кој ќе те напушти таа љубов и ќе се разочараш од таа љубов, исто толкава ќе биде твојата болка. Значи сега колку ти доживуваш страст, љубов, блискост, колку повеќе еден со друг си припаѓате, колку повеќе вложувате, толку ти утре ќе страдаш, ќе боледуваш и ти ќе имаш внатрешен немир. Толку и ќе се присетуваш на таа љубов и на тоа што се случило. Од кога таа љубов ќе те напушти. Дури не мора да те напушти, може да те напушти во било која основа, нели? Може да отиде со некој друг, може да раскинете во врската, но може да го напушти овој свет. Сакам да кажам, емоцијата се вкотвува во човекот. Таа е длабоко присутна во него и ние не можеме да игнорираме. Затоа ние сме како суштества премногу ранливи. Така наумила природата, дури понекогаш емоциите се пред разумот. Затоа се вели емоција плюс разум еднакво на акција. Дури има едни испитувања дека првично нас емоцијата ни се реактивира, па потоа ние доаѓаме до таа свесна реакција. Нешто доаѓа до емоција, па веќе одма за некој миг се пројавува разумската основа. Тоа научно е преиспитано. Нормално се нови научни истражувања, са некои со застарени сваќања со марксизам, па ќе излезе, ќе рече што е тоа. Па излезе бе од таа дупка, од тој бунар. Па прочита нешто, па има нови модерни текови. Па ја не ги сваќам оние на универзитети и на факултети. Па ја не знам што учат. Еве во тој контекст ќе ви кажам едно друго. Емоционална интелигенција. Сега има нови истражувања, Големан и некои други автори. Таа е многу битна, таа е надвор од когнитивната интелигенција. Затоа имаме луѓе се строго когнитивно ориентирани, одлични математичари, можеби, архитекти, може да бидат као новие технички професии. Кај нив е развиена когнитивна, прецизна, јасна интелигенција, која бара мерливи резултати, бара екзактност и методи. Имаме креативната интелигенција, позната и присутна кај музичарите, кај уметниците, кај креативците, кај сите оние кои што работат на поинаква основа, преку инспирација. И ако овој нема инспирација, поетот што ќе ти напише? Нешто мора да го потигне, тој не може да ги смисли нештото. Ако овој другиот нема што да се инспирира, он гледа бројката, математиката, нештото добро да ги согледа, да ги пласира. Затоа ние мораме да имаме сооднос и на емоционалната интелигенција и на когнитивната интелигенција. Со емоционалната интелигенција, десна хемисфера, ние стануваме човечни, стануваме социјални битија, ние се врзуваме со другите луѓе. Ние правиме еден вид на однос, се хармонизираме себе си и ние сме среќни кога нашата емоционална интелигенција наидува на личности кои што тоа ќе ни го ценат. Когнитивната интелигенција, некои луѓе ги прави безчувствителни. И ние се чудиме. Доктор, не сите, еве некој. Доаѓа пациент, јас сум бил сведок. Доаѓа пациент и сега треба да се изврши хируршка интервенција. Таму го ставаа да чека. И докторот го одложува, навикна докторот да му се фрли нешто. Жената нема никакви пари, се гледа сиромашно од некое место таму далечно, низ Македонија дошла. Докторот ја чека.
200, 300, не е битно, нешто да се даде па да те ставам во програма. Дали има тоа емоционална интелигенција? Или когнитивна, он вели таков е светот, сите така работат, што мислат овие, па јас зашто сум учел? Па јас не може тоа така. Па иди си, отвори си пријатно, па работи си, па не може тоа така. Користи ги ресурсите, те школувала државата, ти ја возможила стипендии, возрати на држава. И пред се покажи хуманост. Или сега еве некои поединци се грижат за некои си таму што мешетареле, а не се грижат за студенти. Па тој студент ако бил жртва, ако страдал, ако од сиромашно семејство, ако родителите се социјални случаеви или истерани од работа, ако немаат како на тоа дете му дадат пари, а тоа дете принудено да му даде пари на тој таму, што го притиска. Тоа е првото, иако тие добрите деца, добрите ученици не треба ни со тоа да се занимаваат. Тие мораат да учат, да добијат оценки на добар, квалитетен начин, бидејќи знаењето ќе им остане и тоа ќе им се исплати. Но, ако тие деца се притиснати, или тие студенти, на две основи. Првата е физичко-телесна, втората е материјална. Ако не ги исполни едното или другото, нема проаѓање на испитот. Знаете колку вакви студенти знам? Знаете колку родители знам да ви ги викнам да ви ги кажат овој проблем? Дека ќерката се соочувала со тој проблем, не ја пушта професорот, па се одело и кај декан и не знам каде, за да може да полага. Не ја пушта. Со дека нешто не помине. Што да помине? Парите или телото? И ние зборуваме за емоционална интелигенција. Па кого лажеме? Ние што штитиме? Зидишта да ги штитиме или личностите, душите? Па ние треба личностите да ги штитиме. Што некој зидишта, дали влегол, дали не влегол? Како влегол, што влегол? Па влегол со задача. Таа задача е да ги оттргне аномалиите, ако е така. Треба да се докаже. Ако има цврсти докази, што мене мидеш ти по некои таму форми? Дали требало да бидат исполнети, дали не? Па да ги пуштиме бандитите да бегаат, да сите докази ги зацкријат, да ги изманипулираат и потоа никому ништо. Значи, тоа ви е фанатизмот. Значи, ние овде страшна работа во какво општество се претворивме, ја ова не можам да сватам. Некојаш ми доаѓа во Нови Зеланд одам, искрено ви кажам. Зашто? Заради фанатизмот. Значи, го гледате тој фанатизам. Нивните си ги штитат. Па може се црниве твоите. Како можеш да го штитиш? Па не можам ја било кој филозоф да ви штитам. Па ако е полтронски ориентиран, ако не е вистински филозоф, како ја можам да застанам на негова страна? Ама битно да е филозоф. Не е битно дали е филозоф. Битно е што работи како филозоф. А овој што ќе рече? Битно да е професор, па не може тоа така. Па чека да видиме каков е тој професор, како работи. И нештата се многу јасни. Немој да мислите дека ние сме наивни, не ги знаеме работите. Премногу ги знаеме и во тие универзитети и ред друго што се случува. И конечно нешто мора да се рачиствува, да се ослободи теренот, да дојдат вистински здрави, квалитетни луѓе. Па до кога ние некои таму демек избраните, па што избраните? Треба да придонесе морал, вредност, знаење, дух, капацитет. Тоа дете, тој студент да го подучи, да не го притиска на овој или на овој начин. Тие се клучниот аспект. Нас тоа ни е целта, да изградиме студенти, да создадеме нов млад кадар. Тој млад кадар утре да може да придонесе на општеството. Ние да ги штитиме избраните, разноразните. И гледате, тој што е од црната страна или да не речем еве од плавата, по секоја цена ќе го штити овој од плавата страна. А тој од плавата може 20 години нешто уништил, деградирал. Не придонел. Тој е неговиот и тој го штити. И утре ќе излезе како колумнист, како така наречен експерт, како интелектуалец и гледа еднонасочно. Не анализира овој неговиот што прави, удира по другиот. А сега па другиот. Па другиот со тие неговите механизми, тој па ќе ги изнесе сите негови факти како овој не работел добро едно друго, а за нивните што се вели осведочени по негативно нема збор да каже. И до кога ние ќе се делиме? На црно-бел свет, односно на црно со црн свет. Ние мораме конечно да го фатиме белиот пат. Тоа ви е поентата. Ама пак ќе ви речам, човекот кој што ја зборува вистината е најомразен, најнапаѓан. Не одговара ни на еден ни на друг. И бодеше у нивните филозофии. И затоа апропо ситуации каде е нашиот интерес? Нашиот интерес е студентот, младиот човек да просперира, да не му се врши притисок, да добие оценка на основа на заслуженото, а не да штитиме било кој само затоа што не било дозволено, туку така да се влегува. И сега нормално тие некои ќе се побунат, ова ќе го врзат, а ова е на оваа страна. Па зборали он да биде на таа страна за да го каже ова? Тој го кажува на страна на народ, на вредност, на начело, на морал. Иако искрено ви кажам, не се исплати ова да се зборува. Малкувина ова ќе го разберат. Па некој ќе се појави, ќе почне да лепи да некои зборови и да анализира што како е, кој како кажано. Ама тоа па ќе ви речам, е категорија на страсти. Ја не можам сега секојаш разум да ви продавам вас. Страста мене ме завладува. И ја не можам да не го кажам ова. Бидејќи прво сум ја филозоф, второ сум етичар и антрополог.
филозофски антрополог. Интересот ми е човекот, да видиме што се случува, да ги видиме сите нешта присутни апропо љубовта кон мудроста. Тоа е нашата професија. Па кој како му одговара? Ако нас тоа не го дозволат, ние не бидеме филозофи, нека укинат филозофија, не мора да биде присутна. Но пак ќе речам, ние мора да работиме на емоцијата, на сочувството, бидејќи на крај сето тоа нас ќе ни се одрази. Наш некој гледа и ќе рече што е бе тоа ништо, тоа што го збори нема врска. Но утре неговото дете оди на универзитетот, на факултетот и неговото дете поминува низ овие голготи. И не се знае што ќе очекува. Ќе биде манипулирано. Може дете као дете не е толку способно да размисли, гледа да помине, да се снајде. А што ако заплива во тие неубави води? Што ќе каже он тога за неговото дете? Или што, ние нашиве деца ќе ги праќаме во Америка, во Австралија, во Франција, во Германија и овие што ќе останат нека страдаат. Па до кога бе со таа себичност, со тој егоизам? Ај кажете ми, до кога ние? Каква нација ќе се изродиме? Ајде, објаснете. Мора да се ита кон некоја вредност. Мора да се прави темел. Првиот основен темел е верност кон должност. Секој што гледа нека размисли каде е неговата должност. Доктор, должноста на докторот е строго запишено во Хипократова заклетва. Болничарка која што го и настрадало целото семејство, каде што германците го бомбардираа Сталинград, тогашниот Сталинград, каде што извршија огромни злосторства, каде што беа во обрач, кај што не можеа ни да се прехранат, кај што луѓето умира од глад и од студ, каде што таа остана сама, откога русите, односно советите, заробија голем број на германски војници, болничарката одеше несебично со голема љубов ги негуваше и германските војници. Зашто русинката не одеше со отпор, со омраза, да земе со камши да ги истепа тие германски војници кои го уништија цело семејство со бомби и со малтретирање? Зашто? Па незината должност. Што да прави? Тоа е. Се определило да биде болничарка, медицинска сестра, да придонесе. Значи, гледате колку е тоа, Кант го има асоцирано, Кикерон, о света должност, колку си ти мојкна и вредна, да јас тебе те негувам и те воспоставам. Што сега, да ви зборувам високи филозофии. Што ја да бидам ка американците, ќе зборувам популарна психологија, ќе јадат тие хамбургери и кока-кола, и ме убав животот си седат, си уживаат и ќе си слушаат мотивации и мене ќе ми биде супер, бидејќи материјално ќе просперирам, тие имаат таму кабелски телевизии и тоа се ќе тече и никому ништо. Јас задоволен, американците задоволни со хамбургерот и кока-колата. Но овде ние зборуваме за откорено да се менуваат нештата. Знаете ли колку е тешко? Да треба елементарни работи, ја да ви ги раскажувам за должноста, за општото добро, за вредност, за моралот. Ја не викам дека постои совршен морал и дека треба да бидеме најригорозни. Секој човек е грешен, но треба човекот да го третираш по добрата намера. Тоа е еден друг па филозоф, Абелар има асоцирано. Значи, добрата намера, а подосна Френсис Фукујама довербата. Ние прво ја изгубивме довербата. Гледате, не веруваме, секој да излезе на телевизија да каже, немаме доверба во него, не знаеме кој е чиф е, за кого одработува. Зашто да не се одработува за чистото? Дали тоа македонците ги следеше пред 100 години? Јас знам, еве сега ќе одам на една планина и таму истото тоа ќе ги распрашам. Па велат, од тоа село беа пробугарски, од другото село беа просрпски. Па добро ве викам, кај се промакедонските? Имаш ли промакедонски? Па зашто се лепите на тие етикети, самите на себе си правите штета? Па имало некој у некое село можеби бил таму просрпски, другиот пробугарски. Па зашто сите да се доживувате дека едниот таквиот, едниот таквиот? Си имате еден пат, тој е македонски пат чист, национален. И ја испитувам у моја фамилија чист македонски. Ништо не било, ни таму про, ни ваму бро. Ама се наметнала тезата дека во тој краишта биле или за тие или за тие, а никој не бил за Македонија, испадна. Вака исто. Едните биле за плави, други биле за црвени, скоро никој за Македонија. Па чекај да видиме кој е за Македонија. И плавиот може за Македонија, потикни го. И црвениот може за Македонија, има некоја идеја, потикни го. Се што е добро од црвениот, а придонесува, кажи браво, одлично е. Тоа ти е добра идеја. А ние фрламе дрва и камења за се што некој црвен ќе направи. Па и да видиме, има и некои убави работи. А овој плавиот па што дава некоја нова идеја, нов дух, нова визија, а е добра, па и него ќе му прифатиме ако придонесува. Зашто? Заради заеднички интерес. Ние ако нашата клетка се уништи, се разгради, каде ќе биде нашиот организам? Мај кажете ми ви. Еве, ај, не може секој да избега у Нов Зеланд. Некој ќе избега. Некој тука мора да живее. Како ние ќе живееме? А колку години сме немале држава?
Колку време некој страдал, пател, што се вели за едно парче земја, за да има каде да се нарече де тоа е сум, за да некој не му лепи про ова, про она. Едноставно, ние мора да се свестиме да проработи емоцијата на вистински начин. Но не можам да ви гарантирам за овие прашања заради категоријата на свеста. Се додека свеста е на многу ниско ниво, се гледаат тесните интереси и личните придобивки, тогаш ние немаме шанса. Но ако малку покрај тоа што треба да биде добро за нас, поработиме на својата должност и вредност, ќе имаме напредок. Иако сега можеме ептен да ја свртиме работа, во многу прашања. Свеста е на ниско ниво, понекогаш и кај овие што ние ќе ги браниме, еве ги работници веќе ги браниме сега. Така, одиме социјалистичко, комунистички. Маркс што асоцираше, тој имаше навистина хуманистички идеи. Тој се бореше против таа експлоатација, отуѓување, еден вид на робство. Асоцираше дека производите од трудот му припаѓаат на капиталистот. Тој располагал со сето тоа, на основа на тоа човекот се отуѓува од трудот, не го чувствува за свој. Кога се отуѓува од трудот, човекот се отуѓува од самиот себе си. А кога се отуѓува од самиот себе си, нужно се отуѓува од другите луѓе. Значи Маркс изнашол идеална, би рекол, хуманистичка идеја. И кај него имаме некои убави вредни работи. За некои може да спориме. Но, поентата во што е? Дека ние ќе ги штитиме работниците, марксистички, социјалистички. Знаете колку работници ќе отиде во градежништво, ќе му даде задача или го вработиле, или таму му дале простор да во една зграда, да речеме, стави паркет, нели, таму водовод, во електроинсталацијата, да ги уреди нештата. Знаете како хаос ќе направи? Неодговорност и баш ми е гајле. Зашто е тоа така? Заради ниското ниво на свест. Заради чувството не е мое, што ми е гајле. И ние се со филозофијата што ми е гајле, што се исекоа дрвата, што се истераа некои работници, што некои работници немаат свест да си бидат верни на должност, што се подразбира некои да бидат штитени, не ми е гајле, што се подразбира дека некои ќе крадале ако биле на позиции, што се подразбира да се даваат туку така дипломи или оценки, што се подразбира шунт ниски квалитети и ред други нешта пропагирани по медиумите, па не ми е гајле. Од тоа не ми е гајле, еден ден нема да му биде гајле и на тој творецот на интелигибилната димензија. Затоа што, како и да ги вртиме нештата, нештата не се случајни. Нештата се поврзани со причинско-последична основа. И затоа тука навлегувам со четвртата категорија. Не ви дадов да ми го поставите прашањето, но тоа е категоријата на духот. Така. Но еве, ајде и вие да кажете нешто, не е само ја да зборам. Па точно, ке зборуваме за духот, тоа беше последното прашање за вечерва. Дали вложувањето во себе подразбира отворање за духовен развој, а без тоа е скоро невозможно да се задржат и усовршат сопствените вредности? Видете сега, духот е врв над врвовите, но тој е толку далечен од овој западен човек, што само ние ќе изброиме некои проценти на луѓе осведочени по духот, што вложуваат во себе си и се градат себе си. Со тоа што ќе кажам, уште еднаш, луѓето премногу материалистички размислуваат. Што подразбира? Духовноста не е категорија да јас морам да следам ритуали, символи и да идам секојаш по храмови. Духовноста е начин на живење, стил на живење, негување на доблести на вредности. Автоматски, ти можеш да бидеш атеист, но ако ја пропагираш етиката, ако ги правиш добрите дела, ако си верен кон должноста, ти си близок до таа интелигибилна димензија во која не веруваш. Но не е битно. Дали веруваш или не веруваш, битно си осведочен како човек. Тоа Сартер многу убаво го кажа, па и Албер Ками. Сартер асоцира екзистенција, есенција. Значи, постои екзистенција која третира есенцијата. Ние сме суштества кои што екзистираат. На основа на нашата екзистенција, која не е натурена екзистенција, туку е еволуцијски создадена. Ние ја создаваме есенцијата, битието, суштината. Ние ја создаваме. Втората теорија е есенција, екзистенција, вишата сила, интелигибилната димензија, надприродното. Бог ја создава екзистенцијата. Тоа е теистичко верување во нештото. Овде Сартер, Албер Ками верува во една поинаква екзистенцијалистичка рамка, дека човекот е слободен и на основа на својата слобода може да управува со својата личност и со нештата околу себе си. Воедно, тој не е ослободен од одговорноста, напротив, станува многу повеќе одговорен, затоа што на основа на неговите постапки нештата бидат такви какви што треба да бидат. Што подразбира? На основа на нашиот дух,
Такви ќе бидат околностите на нашиот живот. Колку ние вложуваме во нашиот дух, а тоа е зајакнување на личноста, градење на волјата, имање иницијатива, создавање на карактерот, отварање за емоции, односно развивање на емоциите, рефлексија преку страстите. Таков ќе биде нашиот живот. Значи, ние сме слободни суштества кои што не сме целосно слободни, но тоа ќе го разговараме во некоја друга тема, но во она во кое што сме слободни, ние сме должни да го градиме нашиот дух, да бидеме личности. И затоа низ историјата имало исклучителни личности водени од духот. Еве ќе ви кажам некој на кратко. Дали оној кинескиот студент кој излезе пред тенковите на плоштадот во Пекинг е човекот на духот? Па дефинитивно. Него го собра, не се знаеше ни каде е, но тој излезе пред тенковите, застана со заставата, мафташе и тие за малку ќе го изгазеа, бега. Тоа беше човекот на духот. Зашто? Затоа што имаше идејата. Дали опасноста беше пред него? Беше. Тој тоа го направи. Јан Палах, еден исто така студент во Чешка, во Прага, отиде се само запали. Ја не сум за такви опции, но тој го покажа својот дух. Тој асоцираше на таа цела неправда, на цела таа, би рекол, диктаторска ориентација и гушење на слободата на правата, на немањето простор самата Чехословачка да си ја форсира и да си ја воздигне својата независност. Тоа беше суштеството на духот. Дали имало наши творци револуционерни борци со дух? Имало. Питу Гули дали бил со духот? Па бил, затоа што се спротивставил, затоа што излегол против надмокниот непријател, затоа што верувал во слободата, затоа што верувал во идејата, затоа што сметал дека тоа ќе остане запишано, тоа некој ќе го следи, ќе го негува. Тоа ви е духот. Дали го имаме духот некојаш кај некои спортисти кои покрај сите проблеми, потешкоти не се предаваат, сакаат да обстанат, да продолжат во борбата, во играта, да не потлекнат, а паднале можеби, а се повредиле можеби, а доживеале нешто. Продолжуваат, се борат, го експонираат својот дух. Зашто ние луѓето да живееме со апатичноста, со малодушноста, со стравот, со закоченоста? Наспроти тоа да го форсираме духот. Ќе го форсираме. Духот се гради. Духот е својство на човекот кој што верува во себе си. Но верува кога ќе има идеал. И секој од нас мора да има одредена цел. Цел себе хармонизирање, цел наоѓање сродна љубов, цел создавање добро семејство, цел успех во работата, цел визија да постигнам, цел да докажам дека вредам. Зашто да немаме ние цел? Зашто да не имаме слаб дух? Зашто некој да не го манипулира духот? Зашто некој да ни каже дигни раката, спушти раката, направи круг, направи ова, направи она? Зашто не имаме индивидуи, автономни личности? Значи, многу имам за овој дух да ви зборувам, но тука се книгите. Во тој контекст, еве бидејќи сме скоро пред крај, ќе асоцирам. Читањето облагородува, дава информација. Нашава емисија не е да шириме мудрости кои што некој треба да ги всели и да ги развива. Буда многу убаво кажал, одејќи заедно со своите ученици, држејќи ги проповедите. Он самиот налетал на Готама, односно тоа Хесе го кажа во Сидарта. Возвишениот Готама држал прекрасни предавања, совршени мудрости, совршени согледби. Сите го следеле, сите го почитувале возвишениот Готама. Само Сидарта не сакал да го следи неговото учење. Кога разговарале со Готама, Сидарта му рече: "Видете возвишен, ова е ваш поглед на свет, вие ова го живеете, вие ова го развивате, вие ова го знаете. Јас одам по мојот пат. Јас морам да го научам моето учење, мојата волја да го издигнам мојот дух." Значи, не копирање, туку воздигнување. Да бидеме своји личности. Во тој контекст да се себе надградуваме, да се себе креираме и затоа Буда пред се на своите ученици им асоцирал да бидат автономни, себе изградени личности. Тој само им ги укажувал погледите на свет. Тој е само едно од многуите мислења. Еден од мноштво патишта кои треба да не водат кон духовната хармонија. Секој човек мора да го пронајде својот пат. Тоа е макотрмна работа ако сакаш да го гради својот дух. Втората основа е трче по златно теле. Трче по ниски страсти. Дај му простор на егото. Биди безчувствителен. Но ние не зборуваме за вистинско суштество. Туку зборуваме за заводливо или водено суштество. Водено од покер апарат, водено од ниска страст, водено од некој друг, водено од култот на златното теле, водено од собствениот комплекс. Поентата е да се водиме од нашата суштина, од нашето битие, од нашата светлина. Но овде има многу што да се зборува, затоа да не ја ширам, само ќе кажам, моите книги пред се овие три што ги гледате, ќе ги има во City Mall од 15 до 21 јуни, од 10 до 22 часот на штандот на култура, по привилегирани цени, што се вели, можност
да се набават преку 20% попуст, па сега луѓето мора да читаат. Знаете, едно е вака што ме слушаат, одредени мои ставови, но сето тоа што ќе го прочитаат е многу подетално елаборирано, поконцизно и самите можат да си земат една тетрадка, да си запишат, да си прочитат, да се вратат на ова што го ние толкуваме, но пред се, читајќи го, да станат подобри луѓе, пострекни и поисполнети. Зоки, благодарам за прекрасната вечерашна тема, за вашето прекрасно излагање. Благодарам. Во врска со темата, ние веќе следната недела ќе одиме со уште поинтересна тема, но нека остане тоа една мала тајна за нашите почитувани гледачи. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Ја следевте емисијата Позитивни вибрации. Доколку не ја гледавте оваа емисија, можете репризното издание да го следите утре во 15 часот и 30 минути или пак на YouTube сите претходни и оваа емисија. Ви благодарам, ви посакувам добра ноќ и пријатна вечер.